Добре дојавте во Зајле Продев, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација. Добре дојавте. Ви благодарам за поканата. Поздрав до сите ваши гледачи и задоволство е да се биде тука. Министре, веќе втор ден Балканот е буквално блокиран од транспортерите, превозниците. Проблемот е во системот за влез и излез на Европската Унија, новиот така наречен ЕЕС систем кој што покажа своји недостатоци. Обидот и од владата и не само од нашата, туку и целиот Балкан, оние држави кои што се засегнати, ја зборуваме за сите кандидати за членство на Европската Унија, се обидуваат да дојдат до решение. Владата кажа денеска и премиерот од септември се обидува, но засега нема резултати. Останува ли силната поддршка за превозниците и има ли чаре за оваа ситуација? Па добро, оваа ситуација еднаш во историјата се има случајно во Соединетите Американски држави кога се воведе тој систем на така наречено дигитално или интелигентно следење на транспортери таму, замена за популарните котури, ќе знаат и превозниците и возачите на автобуси. И во тој момент имаше многу сериозен пат на продуктивноста, на ефикасноста, затоа што државите некако прогледувале низ прсти на постоечката регулативи, дозволувале поголема ефикасност, поголема работа од дозволената на превозниците во САД. Искрено очекувавме и како влада да постои во бирократијата, особено затоа што ова не е политичка одлука, во бирократијата на Европската Унија да постои свесност дека воведувањето на вакви електронски дигитални системи без внимание за контекстот, за состојбите, за економијата, за флуктуацијата, може да создаде проблеми и потешкоти. Но за жал се одеше на тоа да се донесе едно решение и тоа веднаш да стапи на сила и по него со две одложувања практично минатата година и сега тоа стапување на сила значи важечките правила се истите, 80 дена 90 дена престој, но тие се сега многу строго контролирани и според коментарите на определени превозници, еден час да поминете во определена држава, макар и поминале низ нејзе како транзит, ви се смета за цел еден ден поминат таму и тоа ви го намалува бројот на дозволени денови кои што го имате како професионално лице. Станува збор за лица кои што не сакаат да се селат во Европската Унија или во Шенген зоната, тоа не се туристи, така што овие правила кои што важат за нив навистина се предизвикувачки, ги создаваат многу поголем проблем од колку што решаваат проблеми и мислам дека понудија превозниците определени решенија и тие се многу логични, да се најдат исклучоци во правилото, дали тој исклучокот кој што се користеше во ковид пандемијата, па ги нарекува есенцијални работници, или пак тоа е случај кој што прави определен исклучок за професионалци, така наречена транзитна работна виза, значи не класична работна виза, така што има можности, ако се сака да се најде решение, мислам дека ќе се најде, затоа што не станува избор само за превозниците, сега тие се најмногу на удар, но тука се и спортисти кои што патуваат на спортски турнеи, тука се културни работници кои што имаат подолг период на турнеја низ Шенген зоната. Најавите се барем по тоа што следам од Европската Унија дека би имало определени корекции со нивната нова визна политика, што значи на ниво на политики дека би се променило, најверојатно се размислува во таа насока да се прифатат определени барања на превозниците, но ние остануваме посветени на тоа да бараме решение, да лобираме да се најде што побрзо решение. Сите држави од регионот сме во иста ситуација и на едно, да речеме, ако гледаме големата слика на едно макро ниво, ова не испраќа добра порака. Затоа што ова е порака на оддалечување, не на интеграција. Независно од тоа што целта најверојатно била добра, да се дигитализира системот, да има помалку злоупотреби, поголемо внимание на состојбите да се посвети, но ефектот кој што е постигнат е скепса, раздалечување на народите, раздалечување на општествата во кое што сега ние сме спротивставени наместо заедно да бараме определено решение. Но сепак значи останувате рамо до рамо со силна поддршка до превозниците до решавањето на овој проблем, не отстапувате. Ние од првиот ден сме во комуникација со стопанските комори, со Сдруженијето на превозниците, со другите здруженија. Потпредседателот и беше на лице место кога започна протестот, свесни дека овие протести може да создадат нелагодност кај останатите патници и така натаму, но проблемот е навистина голем за економијата на макро ниво, но и за секој од превозниците и нашите компании, така што ние со голема посветеност ја следиме ситуацијата и ги поддржуваме во нивните напори.
Вчера ми беше гостин амбасадорот Никовски и тој се изнасмеа кога го прашав што ќе беше доколку, не дај Боже, ситуацијава, беше предходната влада во оваа ситуација и како таа ќе реагираше бидејќи се работи за Брисел, беше приказката дека ќе голта Кнедли и ќе вика па така ни рече Брисел, еве како партиски функционер, што мислите како ќе беше доколку беше владата на Заев, Ковачевски, па може би и Филипче или некогаш. Прво да не забораваме дека овој проблем и потекнува од тоа време. Првите контури на овој систем се исцртуваа уште во 2022 година, што значи дека таа влада тогаш и 2022-2023 знаела што ќе дојде. И ми се чини дека ако тогаш уште погласно се кажувале овие работи, имајќи во вид како затвори короната и каков ефект имаше врз економијата на затворање, знаеме кој е ефектот ако се затворат границите, уште тогаш ако се лобирало поактивно, тогаш и финалното решение можеби би пресликало и по овие решенија би биле пореални. Затоа што секогаш кога носите определено решение и во ЕУ, морате да бидете свесни како тоа решение влијае врз граѓаните, врз општеството, врз економијата, врз компаниите. Не може да се пишуваат закони во канцеларија. А ако таа влада тогаш ја имала таа свесност дека ова може да ги наруши позициите на македонските превозници, но и на македонската економија воопшто, затоа што станува збор за најголемите компании кои што извезуваат, тогаш требало да се реагира уште тогаш би било полесно. Ние првиот момент кога ги видовме контурите во финална верзија, започнавме со лобирање и со активности, но до сега за жал, иако има унисон пристап целиот регион, се нема решение. Но оптимистите сепак дека ќе се дојде, бидејќи е логично, ова ќе значи и за Европската унија и за нивните фирми кои што се наоѓаат во балканските земји, за транзитот на нивната роба. Па видете, ние сме во 70% извозот ни е во повеќе од 70% во Европската унија. Од тоа најголемиот дел е во Германија. Да, ние сме можеби капка во морето на германската економија, но секако ќе има ефект и врз компаниите кои што се германски се присутни тука кај нас. Европски од другите делови од Европа присутни тука кај нас и се надевам дека и тие ќе притиснат на некој начин или ќе лобираат не за да се избегнат правилата. Нас не е целта да не играме по правилата на Европската унија, но да видиме како на тие правила треба да им дадеме контекст кој што е логичен, затоа што не може да очекувате дека одеднаш нашите работници ќе престанат да извезуваат или треба да се очекува дека треба да ги затвориме компаниите, а голем дел од нив се европски компании за да ги почитуваат овие правила, така што мислам дека свесни дека и постои недостаток на возачи, свесни дека постои недостаток на компетитивност на европската економија споредено со другите економии и во светот, повеќе треба да се работи на интеграција отколку на дезинтеграција. Независно од тоа на што ќе се случи на ова поле, продолжува дигитализацијата на Македонија. Пред некој ден што се вика објавивте новитети, зборуваме за Фондот за здравствено, како и за матичните книги. Така што зашто зборуваме, еве конечно најавивте дека може со еден клик да се добијат некои работи за кои што порано се одеше па се, да не речам, бацуваше рака, па ќе се наведнете на шалтерчето, ќе помине голем дел од денот, ако не и цел ден. За какви новитети зборуваме? Да, ова е, ако зборувавме сега малку за негативниот дел на дигитализацијата, која што е неплански направена или можеби недоволно ги гледа контекстите. Сега јас ќе се обидам да објаснам како се прави дигитализација која што е свесна за контекст во кој што се наоѓа. Еве од минатата недела ги промовиравме за прв пат сите 4 најкористени услуги на управата за водење матични книги на порталот услуги.gov.mk. Една од нив, изводот од матична книга на родени претходно беше во некој вид на хибридна електронска форма. Аплициравте електронски, па можевте да го подигнете од некој шалтер, да ви го достават на адреса или пак да го добиете во електронска форма со мало задоцнување од 10 на 15 дена. Сега ги имаме 4 услуги: изводот од матична книга на родени, на венчани, на умрени и потврдата за слободна брачна состојба која што многу наши граѓани во странство ја користат, целосно електронски на националниот портал. И во последниве 5 дена 345 наши сограѓани ги искористиле овие услуги. Тоа значи дека 345 наши сограѓани не поминале 1 час пред шалтер, половина час за да најдат паркинг и да се молат да го добијат изводот истиот момент кога аплицирале, туку аплицирале, почекале можеби 10 минути од удобноста на својот дом или канцеларија или преку мобилниот телефон и ги добиле овие услуги. Така што ова е по мене значаен чекор затоа што се окружува една етапа која што ја имав поставена во министерството, а тоа да основните услуги за граѓаните, кои што секој од нас ги користи, бидат целосно дигитални.
Тука се надоврзува и фондот за здравствено осигурување. Тука имаме околу 270 барања за 4 исто така услуги од фондот за здравство. Најпопуларна кај нив е потврдата за дека некое лице осигурано или неосигурувано и има платен или неплатен придонес за здравствено осигурување и потврдата за пријава и одјава од задолжително здравствено осигурување. И тука 270 наши сограѓани не морале да одат во подрачната единица на фондот, да поднесат барање, па тоа барање да биде обработено, па да дојдат следниот ден или некој ден потоа, па да добијат услуга туку веднаш на порталот. Овие услуги се автоматски, што значи дека во моментот на аплицирање веднаш само ја освежувате страницата и ја добивате услугата. Е сега зошто оваа дигитализација е тактички и стратешки позиционирана? Затоа што ние не ги забранивме хартиените изводи. Ние не ги забранивме хартиените потврди. Секој наш сограѓанин и утре може да отиде во нивната матична канцеларија, во матичното оделение, на матичното подрачје и да извади соодветната услуга. Ако не сака, не може, не знае како да ги користи дигиталните алатки. Но додававме уште еден елемент. Сега, затоа што овие услуги се дигитализирани, освен во матичните оделенија, матичните подрачја, секој наш сограѓанин може да отиде во нашите центри за услуги, кои што веќе ги имаме 14 на број, и таму да се извади истава оваа услуга, да некој да му помогне, односно да извади оваа услуга за него. Така што ги доближуваме услугите до граѓаните. За оние кои што можат да користат алатки, тие се достапни електронски, кога сакаат, навечер, во сабота, во недела, без никаков проблем. Но и нашите сограѓани кои што не сакаат или не можат или не знаат да ги користат дигиталните услуги, можат во нашите центри за услуги веќе брзо, лесно да се извадат потребната услуга. Ова е стратешкиот пристап на дигитализацијата и затоа ние немаме револт од граѓаните кон дигитализацијата во Македонија. Сте забележале, нема ниту еден негативен коментар дека некој нешто им забранува, не им дозволува на граѓаните. Ова е уште една алатка, уште една можност која што им е достапна на сите оние кои што сакаат да користат побрзо алатки. И јас еве ќе искористам оваа емисија да апелирам и на повозрастните да поразговараат со своите деца, внуци, да им помогнат да направат кориснички профил. Навистина е многу едноставна состојбата, многу едноставен е начинот. Кол центрите наши се постојано активни, телефонските броеви се исто така достапни на порталот, да се јават, да им направат кориснички профил и за сите овие услуги веќе можат да ги замолат своите внуци или деца да ги почестат едно кафе или некоја чоколада па да им ја завршат работата во својот дом. Што следно да очекуваме на ова поле? Има ли најава какви услуги може се да се очекува? Па јас се работи? Да, со мојот тим јануари го искористивме особено првата половина за планирање на наредниот период и треба да се очекува дека ќе имаме нови 20 на 30 на услуги во текот на годината, може веќе го надминеме и тој број. Фондот за здравство веќе најави дека голем дел од нивните услуги кои што ги имаат во хартиен формат сега веќе ќе ги дигитализираат. За мене беше многу важен Фондот за здравство затоа што е една од клучните институции кои што секој граѓанин постојано за нешто му треба. Дали е за продолжување на боледувања, за активирање на боледувања, не да Боже, за кога менувате работно место, се менуваат и осигурениците, така што има доста активности кои што граѓаните ги користат, а па од друга страна ја гледам амбициозноста на фондот да се дигитализира и така што голем број од услугите ќе дојдат од Фондот за здравство во наредниот период. Работиме со Министерството за енергетика, тука имаме едно 15 на услуги кои што ги развиваме со нив. Тука најчесто се лиценци, потврди, концесии, претежно се однесуваат на компаниите, не толку и на граѓаните. И имаме еден проект кој што би требало да започне негде пролетта, кој што е повторно поддржан од Европската унија ИПА проект од третата компонента. По успешното завршување на претходниот, веќе имаме нов проект за дигитализација на нови услуги. Би требало уште 30 да дојдат од тој проект. Јас кога зборувам за наши 30 на 20 на 30 зборувам за буџетски, веќе планирани, веќе во процедура на реализација, но овие би биле плюс. Така што очекувам годината да заврши со сериозен број на нови услуги. Еден интересен податок еве денеска го извадив за минатата година. Ние имаме раст од 74% на бројот на месечни услуги кои што ги издаваме за граѓаните. Од 2024 просекот бил околу 3450 услуги, за 25-та просекот 13450, што значи дека огромна е разликата, огромен е растот кој што ни се случува. Бројот на корисници е пораснат за 62%, споредено со 24-та година. Така што ова ме храбри, а и податоците од јануари се такви дека граѓаните го препознаваат, го сакаат, го знаат порталот, го користат се повеќе и повеќе. Така што во наредниот период ќе се посветиме да тој стане уште популарен и ги нуди сите услуги. Правиме една надградба, така што еве можам тоа да го најавам како новитет. И хардверски, софтверски ќе имаме една надградба на порталот да биде тој побрз, попристапен, позаштитен, побезбеден и полесен за користење од граѓаните.
Доколку ова дефинитивно поради пристапот до интернетот и нели самото знаење, значи многу повеќе за младите кои што како што кажавте треба и ќе им помогнат, претпоставувам тоа, не се сомневам, на постарите. Има и еден друг проект кој што ќе значи многу повеќе за старите, бидејќи младите се млади, имаат вибери, телеграми, WhatsApp и што веќе не, нели? Зборуваме за роаминг како дома, зборуваме за роаминг со целата Европска унија на едно исто ниво. Најавата беше до февруари ќе биде нешто што многу ќе им значи на постарите кои што немаат такви додатоци најчесто на телефоните за да се јават таму каде што сакаат да се јават, но секако и за младите. Докаде е? Со ова ќе биде ли до февруари? Еве го февруари за 4-5 дена. Ние, јас реков, нашите обврски ги исполнуваме. Минатата недела веќе го доставивме измените и дополнувањата на Законот за електронски комуникации во владина процедура и го објавивме на ЕНЕР, што со тоа ги исполнуваме нашите обврски кои што ги имаме како влада, а тоа е домашната задача која што треба да исполниме за Европа да ни дозволи, Европската унија да дозволи со нивните телеком оператори да потпишеме договори со кои што ќе ги намалиме трошоците за роаминг, да бидат по иста цена на чинење како домашните пакети. Еве кратко да објаснам за граѓаните, ова особено ги тангира сите граѓани, но особено оние кои што имаат роднини, пријатели во диаспората, кои што живеат во странство или пак патуваат доста често. Тоа е дека вие плаќате еден пакет за мобилни услуги дома и со истиот тој пакет го користите и во странство, нешто што во моментот е достапно на Балканот. Значи ако патувате во Србија, во Црна Гора, во Босна и Херцеговина, Албанија, имате овие погодности, но не и надвор во Европската унија. Тоа е на можност на ниво според мене на визната либерализација, затоа што значи дека ние се поврзуваме во дигиталниот свет со Европската унија. Поставени се високи стандарди кои што требаше да се исполнат. За жал, моите претходници, претходните влади не нашла за сходно овие 4-5 директиви, регулативи на Европската унија да ги пренесат во македонското законодавство. Го направивме тоа за една година, навистина предизвикувачка работа. И сега влегуваме во втора фаза да лобираме во Европската унија и ние и Црна Гора и Албанија да ни дозволат пристап до овие ниски цени за роаминг. Најавата е дека во текот на 2026 ќе ни биде одобрено, ако си ја завршиме домашната задача. Затоа е притисокот сега на институциите тука, да ја завршиме побрзо домашната задача, законот да го донесеме во февруари месец. 2 подзаконски акти се, Агенцијата за електронски комуникации ќе треба да ги донесе по донесувањето на законот и ние ќе бидеме подготвени до крајот на февруари за Европската унија да ни отвори портата кон роаминг. Уште една работа која што е општествено корисна, да речам така слободно кажано, зборуваме за коцкањето, зборуваме за нелегалните онлайн изведувачи. Вие забранивте 307 вкупно чинам досега, 33 беа минатата недела забранети. Продолжувате ли на ова поле, како оди таму, со што се соочувате? Бидејќи тоа беше баш и бозук во минатиот период, минатите неколку години. Да, интернетот колку и да има добри страни, има и некои негативни страни. За жал, ниту еден приредувач на игри на среќа онлайн, колку и да бил голем, познат, регионално признат, јас обично тие замерки ги добивам, никогаш не дошол за сходно да ја побара македонската влада и да побара да добие лиценца за приредување на игри на среќа, да ние со таа лиценца знаеме дека тој безбедно ги чува податоците на граѓаните, плаќа данок, тие податоци на граѓаните не се злоупотребуваат, банкарските картички кои што граѓаните ги споделуваат не се злоупотребуваат, не дозволуваат да играат игри на среќа малолетници и така натаму. И започнавме со апели на почетокот. Јас испратив десетина дописи до најголемите приредувачи на игри на среќа во светот. Ве молам, побарајте ја законската процедура да во Македонија извадите лиценца. Нормално никаков одговор немаше на ниту едно од тие наши апели и затоа со измени на законот ни дозволи владата и собранието со измените ние да правиме мониторинг на онлайн просторот, да ги детектираме оние приредувачи кои што не извадиле лиценца и тие истите да ги забраниме пристапот од Македонија. И тоа доста успешно го правиме изминатиот период. Секој месец имаме нова група на приредувачи кои што се нелегални. Голема група е 307. Да. Имајте во вид дека тие постојано нови отвараат страници, но им направивме да биде тоа скапо. Да не биде баш вака, да им биде баш доходовно, затоа што треба ги навлечат играчите на нови страници, па тие повторно да приредуваат игри на среќа. Ние не сме против граѓаните да се забавуваат онлайн. Постојат игри, постојат занимации и така натаму, но мораме да ги заштитиме македонските граѓани и нивните податоци во просторот од вакви предатори. Затоа што ние кога некој не извадил лиценца, ние не знаеме
тој зашто сака да ги користи податоците на граѓаните, банкарските картички, сметките, финансиските средства од тие картички и така натаму. Работиме во наредниот период и на измени на Законот за игри на среќа, со цел да видиме која е законитата процедура, а на кој начин нема да дозволиме да се излеваат средствата на граѓаните, не знаеме каде, за ваков вид на приредување на нелегално игри на среќа, а мониторингот ќе продолжи. Малку е, јас сум го коментирал и во вашата емисија, ова процес на играње на мачка и глушец, ако можам да се изразам колоквијално, затоа што тие постојано отвараат нови портали или нови веб страници, ние постојано ги забрануваме, но ние нема да се умориме, имаме добри софтвери, добро пребаруваме, добра соработка со државната лотарија, така што тука мислам дека ќе бидеме успешни, се дека не се донесе новиот закон, па тој ќе даде нови механизми со кои што ќе можеме ова да го регулираме. Вие сте неуморни на ова поле, неуморна на едно друго поле е опозицијата која што постојано ве критикува за реформската агенда, за Европската унија. Толку ли сме катастрофа постојано во секој имајќи предвид дека последниве 2 месеца се така сериозно агресивни, никој не ги разбира, но нели си ја тераат приказката, постојано и реформската агенда ја споменува, да не зборуваме за српскиот свет, за нокните волци, за што веќе не, но и реформската агенда име постојано на тапет. Толку ли сме лоши, толку ли не мрдаме во таа реформска агенда или сепак не е баш така? Јас се сложев со критиките ако беа издржани. Знаете, опозицијата е тука да критикува, тоа е работа, но не и да лаже. Има еден факт кој што ретко се споменува во јавност, а тоа е дека опозицијата не гласаше за ниту еден закон од реформската агенда кој што беше предложен во собранието. Ниту еден закон. Еве, вие може да проверите, ќе проверат граѓаните. Еве нека ги земат наједноставни се законите кои што излега од Министерството за дигитална трансформација, со кои што обезбедивме околу 20 милиони евра директна помош за Македонија од Европската унија. Што грант, другиот дел е поддршка на инфраструктурни проекти преку кредитирање. Во ниту еден од овие закони, Законот за електронски комуникации 2 пати беше менуван. Еднаш нов донесовме, еднаш измени и дополнување. Законот за сајбер безбедност, Законот за електронски документи, Законот за архивско работење. Ниту еднаш немаше поддршка од опозицијата. За каква реформска агенда зборуваат кога една недела пред законите во јуни месец да влезат во собрание, јас лично бев на средба со претседателот на опозицијата Венко Филипче, како претседавач на Националниот совет за евроинтеграција, каде што тој отворено зборуваше дека дигитализацијата е позитивен чекор, дека тие ќе го поддржат, дека ќе се вклучат во дискусиите и така натаму. Ништо од тоа наредната недела веднаш не се случи, најверојатно затоа што голем дел од нив замина на рани одмори во некој од соседните летувалишта и не најдоа за сходно да излезат и да го поддржат или да го критикуваат ова законско решение или овие законски решенија кои што се од реформската агенда. Истото се случи во декември, на 30 декември помина Законот за електронски комуникации во собранието. Повторно ниту еден од опозицијата не гласаше ниту за, ниту против, ниту даде некоја критика на овие закони. Така што аргументот дали некој испорачува или не испорачува би бил валиден само тогаш кога и вие ќе се вградите во овој национален проект, затоа што овој проект реформската агенда, нашето пристапување кон него, а за сметка на тоа добивање средства за реализирање на проекти е национален проект. Ако вие не сте вклучени во тој национален проект, свесно избегнувате да бидете активни, тогаш нека ви служи на чест, ама не смеете да критикувате дали некој бил успешен или помалку успешен. И еве, впрочем, ќе видиме дел од законите од ресорот правда влекуваат наредниот период во собрание, па ќе видиме каква ќе бидат коментарите или учеството на опозицијата во овие проекти. Инаку, еве да искоментирам за реформската агенда. Ние предводени од премиерот имавме 4-5 состаноци околу Нова година, значи деновите 2-3 дена пред и неколку дена тука околу божикните празници, во кои што дефиниравме во кои чекори ќе испорачаме кон Европската унија нешто што е во грејс период, но пред време. А и дел од проектите ги испорачавме за декември 2025, но и дел кои што биле ставени за декември 26 или веќе 27, дел од институциите беа подготвени и тие ги деклариравме како подготвени. На владина седница средината на јануари донесовме информација со која што ги испративме сите овие декларирања кон Европската комисија, велејќи за овие прашања ние сметаме дека сме ги исполниле чекорите. Со задоволство можам да кажам дека две од нив се и од мојот ресор, така што остануваме како министерство да се пофалам, односно ги пофалам колегите во министерството, дека ги имаме декларирано сите обврски кои што ни биле до сега. Значи сите чекори кои што се однесуваат на Министерство за дигитална трансформација се декларирани како исполнети кон Европската унија. Зборуваме за опозиција која што вчера, не знам дали ја видовте таа вест, при обраќањето на нивниот
председател толку почитувани сега на Конгресот што беше, ниту еден од пратениците во Македонското собрание не беше присутен на неговото обраќање во собранието. Тоа го детектира власта, бидејќи не достигаа луѓето едноставно, но еве приказ за мрзеливоста која што ја споменавте, која што порано и беше прескокната на друг начин. Вие можеби немаше да се појавевте, но со револт претходно кажано не доаѓаме таму, а тие го вадеа, знаете што европското знаменце кој што го мафта, тогаш наликуваше на пиратско, законот за марихуана, за јавно обвинителство, за кривични сите закони кои што сега се повторно, нели, на тапети се преработуваат заради тоа што го направија. Тие беа изгласани со европско знаменце. Зборуваме за партијата која што е толку зело, а како што кажавте и вие, не се појави на ниту еден реформски закон. Но еве, вие продолжувате со работата. Една работа која што беше ветена исто така и која што е многу битна е интероперабилноста на институциите, поврзаноста меѓу себе, која што е есенцијална, да не речам, за комуникацијата и за да функционира системот, односно државата, особено тој систем кој што го снема последниве години. Ова е еден термин кој што јас го користам често, а граѓаните можеби вака на прва не ми е баш најасен. Интероперабилност представува дека институциите се внатрешно поврзани и тие разменуваат меѓу себе податоци. Ако споредиме податоци од 2024 година, околу 700.000 трансакции имало, еднозначни трансакции меѓу институциите. Бројката за 25-та година е 1.400.000 трансакции, ова зборуваме за месечна бројка на трансакции. 100 на 100. Значи 100 на 100 зголемување на бројот на трансакции и 20% зголемување на бројот на институции кои што споделуваат, кои што се закачени на платформата и споделуваат информации. Да бидам искрен, не сум презадоволен од овие бројки, мислам дека можеме и подобро. Попластично како да им објасниме на граѓаните како тоа функционира, таа меѓусебна поврзаност? Голем дел од нашите сограѓани се ловџи или имаат поседуваат оружје или вадат потврди за оружје. Кога ќе поднесете барање за да добиете дозвола за оружје, порано вие одевте од институција во институција и вадевте државјанство, потврда дека не сте осудуван, дека не се води против вас кривична казнена постапка, потврда од управа за водење матични книги или извод и така натаму. Сега кога аплицирате, Министерството за внатрешни работи по автоматизам ги влече овие потврди, податоци од другите сродни институции. Истото се случува банките кога издаваат кредит, тие бараат кредитна историја. За да сформираат таа кредитна историја им требаат податоци. Дали се тоа од УЈП, од кредитно биро, од централен регистар. Сите овие институции се веќе поврзани на платформата и ги влечат овие податоци од соодветните бази, без вие да морате физички да одите од институција во институција да ги вадите. Ова е магијата на дигитализацијата, ова е позадината, ова е моторот кој што ја движи таа дигитализација и затоа платформата е многу важна, но жалосно е што таа првпат зародишот се случи од 2012-13 година. Моите претходници од тоа време и Иво Ивановски и Марта многу амбициозно работеле на оваа тема и ова е поддржано од Европската унија како една од првите магистрали за интероперабилност во Европа, по моделот на естонската тогаш. Но толку малку заживеала што ние наследивме една платформа која што беше блиску до изумирање, затоа што институциите започнаа сами да градат паралелни чекори со други институции, што создаваше еден хаос во комуникацијата и ние ја оживеавме, ја обновивме, сега мигрираме на нова опрема, така што таа станува незаменлив автопат кој што институциите го користат за побрза, поефикасна комуникација и го препознаваат тоа институциите. Мене тоа ми е многу драго. Огромен број на трансакции се случуваат во јануари, например, затоа што Фондот за здравство започнува многу активно да ја користи платформата. Така што како нови институции ќе ја препознаваат и ќе ја користат, така ефикасноста ќе се зголемува. Со една реформа од минатата година ние ја забрзавме за 4 пати побрзо ја дава информацијата од претходно. Што значи нема никаков застој, не се чувствува времето на добивање на информација. Споредете со тоа да МВР поднесе барање до суд, да му даде податок за тие 10 лица, дали се осудувани или не се осудувани, колку време тоа би можело да земе. Сега ќе одиме на динамизација, затоа што сакаме институциите повеќе да ја користат, како да градат сервиси за побрзо да добиваат податоци, да ги обучиме кои се начините, како е најлесно, затоа што никој не е свесен дека ова постои како можност. Кога ќе станат свесни сите дека постои ова како можност, сега имаме околу 70 институции. Таргетот е да стигнеме од прилика до околу 150-160, тоа значи би биле сите покриени на тој начин, затоа што да речеме
Министерството за образование и наука ни е поврзано. Тоа не мора да се поврзе секој училиште на платформата, туку преку дневник, ако дневник е веќе поврзан, тоа лесно може да се поврзе и со универзитети, и со социјална помош, и со така натаму, така што наредниот период ќе работиме на поголема популаризација на платформата. Еве може последна интересна работа која што би ја спомнала дека ние за бесплатно ја отворивме платформата и за приватниот сектор. Долго време се зборуваше дека ова е намената платформа само за институции. Но јас реков, кога веќе не ја користиме доволно, а имаме можности, зашто не отвориме за приватниот сектор? Банките, осигурителните компании веднаш сватија која е суштината, колку намалуваат во трошоци, во чекање, во ефикасност, колку зголемуваат, и сите или најголемиот дел од банките, осигурителните компании, финансиските друштва се веќе закачени на платформата, телеком операторите исто така, и тие многу често и многу активно ја користат, и се надам дека наредниот период веќе зборуваме со неколку комори за и тие да почнат да користат, дека ќе имаме една сериозна платформа. За да сето ова што го правите функционира како што треба, основно, базично, есенцијално, ајде да не се расфрлам како фрчко со интернационализми, базично е нешто што се вика сајбер безбедност, да бидат и податоците и мрежите, сето тоа да биде заштитено, да не може да се вршат упади и слично. До каде сме со овој најбитниот сегмент? Можеби се сеќавам еден од столбовите на ВМРО ДПМН кој што беше првиот столб беше безбедноста, нели, во целата приказка. Да, сега веќе и кога зборувате за национална безбедност, зборувате и за сајбер безбедност. Тоа е едно со друго веќе поврзано. Многу бевме назад на оваа тема. И често кога зборувам дека можеби звучи како алиби колку е направено или не е направено изминатиот период, но овде навистина беше црна дупка. Ако во 2014-тата за прв пат се донесени законите во ЕУ за сајбер безбедност, кај нас првиот закон го донесовме во 2025 година. Што значи дека законската платформа не беше изградена за да можат луѓето, институциите, компаниите, приватниот сектор да знаат како да се однесуваат, што треба да прават. Законот стапи на сила веќе во почетокот на 2026-та. Ние подготвуваме подзаконски акти, дел од нив се веќе готови и градиме инфраструктура. Ова нема да оди брзо. И ова е веќе одговорност на секоја од институциите за себе, како што се грижат за физичката безбедност на секоја од институциите, за безбедноста на луѓето кои што работат, мора да се грижат и за сајбер безбедноста. Тоа значи дека не сме да се дозволи веќе надминати рокови на определени софтверски продукти. Мора се внимава од кого се набавуваат, мора се внимава од каде потекнуваат, мора се внимава дали најновата заштита е присутна или не е присутна. А ние како министерство веќе завршивме набавките во 2025-та, го градиме владиниот центар за одговор на сајбер инциденти. Очекувам дека до крајот на пролета официјално ќе го отвориме. Тоа ќе биде мониторинг центар кој што рано ќе известува за можните потенцијалните напади, закани кои што може да се случуваат и ќе служи како центар во кој што секој од институциите ќе има обврска да пријави кога нешто се случува. Ова, да бидам до крај чесен, искрен пред граѓаните, пред вас, нема да ги спречи нападите. Нападите ќе ги има и можно да очекуваме да се засилуваат и да се зголемуваат. Веќе сајбер нападите и заканите стануваат метод на војување на некои недржавни актери, но наша обврската да ги превенираме со овие системи кои што се модерни, софистицирани, заштитени и така натаму, и исто време да реагираме превентивно и реактивно кога тоа за тоа ќе има потреба. Но за да се случи ова, потребна е свесност од страна на граѓаните, институциите и приватниот сектор, затоа што без таа свесност дека не се кликнува секој линк, дека се треба да се препровери, да се однесуваме внимателно како што се однесуваме за нашата физичка безбедност, да внимаваме како се синуваме по скали, внимаваме на автомобили, внимаваме како поминуваме улица, дали следиме семафори, на истиот начин мора да се однесуваме и во дигиталниот свет сите ние. Затоа што најголемите грешки, ова го покажале многу студии, најголемите сајбер напади се случуваат кога некој ќе кликне погрешен линк. И тоа отвара врата во институцијата, во системот, да може некој да пробие и да го зарази тој систем. Ќе се бидат уште пософистицирани нападите, но ние ќе најдеме начин да се справуваме. Една тема која што звучи така апстрактно, борба против корупцијата со или преку дигитализација. Што всушност значи ова, бидејќи навистина звучи апстрактно, како можете да се борите против корупција со дигитализација или преку неа, но може така. Да, јас сум ја објаснал теоретски, два начини има, а сега денеска можам да објаснам и практично. Еве спомнав 345 наши сограѓани извадиле извод некаков од матично електронски изминативе 5 дена.
Тие 345 луѓе не морало да платат некому 500 денари за да побрзо му го издадат изводот. Не морале некого да почестат, не морале да бараат врска, да познаваат некого во матичните служби. Или да не го земам секогаш матично како пример, уверение за државјанство. Илјадници луѓе вадат веќе уверение за државјанство онлайн. Не морате да отидете во некоја канцеларија па на единствениот службеник во градот кој што издава такво уверение да го барате па да го молите и така натаму. Електронски, многу брзо ја вадите услугата без било кого да треба да побарате. Да не зборам за најголемиот чекор кој што МВР го направи го споменав преска со дозволите за оружје. И да извадите дозвола за оружје со минатата влада, со минатото раководство во МВР, тоа беше мисловна именка. Или требаше некого да платите, или требаше некого сериозно да познавате, да ви биде многу близок за да ви издадат, затоа што МВР си дозволуваше да молчи со месеци. Не ви издава ни негативно мислење. Молчи 10, 12, 13 месеци, молчи и чека едноставно да се откажете од процесот. А вие претходно сте губеле време да соберете документи, сте трошеле пари да ги извадите сите тие потврди. Сега процесот е реверзен, автоматизиран, објективен и никој не се пожалил дека на некого му било побарано мито. Или ако сакате земете го проектот за IT ваучерите за студентите. И јас слушнав коментари на пример од студентите дека порталот првиот ден не бил доволно брз и не ги издавал, закочувал, не ги издавал потврдите на време. Слушнав коментари дека определени студенти решиле да ги продаваат уредите, но никој не кажа дека Министерството за дигитална трансформација требало да платите некој во Министерството, некој службеник, не дај Боже некој раководител, за да добиете. Или никој не кажа дека Унија на млади сили на ВМРО направила список кои студенти ќе добијат ваучер, кои студенти нема да добијат ваучер. Тоа беше редовна пракса. Класика за дури незамисливо е да го кажувате сега, а тоа беше редовна пракса до 2024 година. Се сеќавате за тротинети какви списоци се правеа во град Скопје до 2021-2 година. Се сеќавате какви списоци беа правени за социјални помошти, за клими, за инвертери и така натаму. Тоа веќе не постои како дискусија, затоа што дигитализацијата го објективизира тој процес. И ова е првиот елемент на борба против корупција, вториот многу важен, а тоа е оваа интероперабилност на институциите. Дали управа за финансиско разузнавање или за финансиска полиција навреме ќе добија податоци од УЈП за определени трансакции на средства на пари на определено лице. Со дигитализацијата, со комуницирањето на системите побрзо, многу полесно се откриваат овие крупни кривични дела, затоа што дигитализацијата сама по себе или услугите кои што ние ги правиме како министерство не ја рушат можеби најголемата корупција во државата, но начинот на брзо дознавање, брзо прибирање на податоците, влечење електронски на податоците од различни институции и тоа како им помага на институциите кои што спроведуваат правдата и законите да побрзо реагираат и гледаме сериозни афери кои што се случуваат изминатиот период, а се однесуваат на поранешни функционери, па и некои дели од сегашните функционери, кои што ги откриле институциите на системот на овој начин, пребарувајќи помеѓу различните системи, добивајќи информации. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме за проектот Везилка, ќе зборуваме за Safe City, секако и за медиумскиот линч на онлайн медиумите од страна на СДСМ кој што се случува веќе 2 месеца, да не речам. Со нас е министерот Стефан Андоновски, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. За или против, мој гостин е министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Министер, зборувавме за многу теми, она што го најавивме, медиумски линч еден во моментот се случува, особено на онлайн медиумите. Денеска, вчера, постојано со некои имиња директно, конкретно, дали тоа биле Курир Плюс, Инфо, Република, Нетпрес, Денешен, постојано излегува некој и нашата Алфа постојано ја споменуваат, но еве, се случува еден непримерен линч, реагира и АВМУ, зборуваме за реакции на МАН, на ЗНМ, на ССНМ, немаше кој не реагираше од оние од Фелата, Советот на честа ги осуди за она што го правеа со Геровски, како и да е, неве, зборуваме за буквално кажано атак врз онлайн медиумите, особено од страна на СДСМ, тие се малку и во вашиот ресор, да не речам, и како партиски функционер, но еве како министер, како гледате на ова, не се случило до сега во Македонија еден ваков атак врз медиуми, јавен линч, буквално, кој што, за жал, ако не размислуваат, може да продуцира многу грди работи. Зборуваме за некој напален, да не речам, партиец со партиец, некој представник на медиум поминува преку улица со микрофончето, може да се случат многу
грди работи кои што претпоставувам не ги имаат во предвид во оваа партија која што делува така, нели, дилетантски на момент. Да, ќе го прокоментирам Да. прво од позицијата од министерството. Мислам дека многу добро е што направивме чекор да ги внесеме во законот за медиуми, онлайн медиумите, така. интернет порталите, на барање на здруженијата на интернет портали, со една брза измена на законот за медиуми, успеавме да ги препознаеме како медиуми. Голем дел од нив, 40-тина, можам да кажам најлегитимните во државата, се регистрира во регистарот на Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги. Зошто е тоа важно? Во тој момент беше формалност, се регистрирале. Но сега веќе и својата заштита можат да ја бараат не само лично како новинари. Сите вие сте новинари независно дали работите во таков или некој Службено друг лице медиум. сум во моментот, Токму да. така. Така. И ќе ги барате своите права и на тој начин, но и на начин да порталите бидат заштитени, Така. затоа што тие не смеат да бидат оставени на ветрометина, знаејќи колку легитимитет, популарност, читаност и влијание имаат во општеството, и затоа ми е драго што тој чекор го направивме многу рано, без многу да се очекува, да се чека на мислења, на тогаш имаше идеја ајде да почекаме нов закон за медиуми. Јас реков дајте ова да го завршиме, па потоа ќе влеземе во една долга реформа на медиумите, ако за тоа сметаме сите дека има потреба. И за прв пат веќе најавам од вашата емисија ќе донесеме стратегија за развој на медиумите за прв пат во Македонија, и тоа очекувам да биде еден инклузивен процес. Но ова што се случува од друга страна од СДСМ е враќање, па би рекол, на 40 години наназад, затоа што јас не се сеќавам една политичка партија од власт или од опозиција било кога да се има така конфронтирано со сите можни медиуми кои што не размислуваат исто како што размислува Социјалдемократскиот сојуз. Затоа што ќе се согласите, вие набројавте медиуми, еве знам дека и вашите колеги од Лидер има коментари на темата, но и од други телевизии. Таква една тирада, таков еден жесток напад врз сите медиуми кои што не мислат исто, идентично, не ги пренесуваат соопштенијата на СДСМ идентично, е составени во некоја измислена мрежа, со некоја поврзаност на нивна, па кажа вашиот колега од Лидер дека воопшто не е дел од неговото сопствеништво, од некаква си структура. Повеќето и не се туку си има допирни точки. Некој кажа некакви, да испратија деманти, Да. некој смета дека веќе нема ни логика да испраќаат деманти. Гледаме што се случува со Плюс Инфо, и ова е едно темно време на комунизмот, кои што сметаат дека може да го наметнат само затоа што се петта партија во Скопје, или затоа што се меѓу последните, веќе во вториот круг на партии, во вториот бран на партии во државата. Тоа е недозволиво. Знаете, ВМРО-ДПМН беше во една тешка ситуација 2018-та, 19-та година. Голем дел од медиумите критички беа настроени и кон новото раководство, и кон новите политики, развојот на тие политики. Но ние бевме многу пристојни. Независно со какви потешкоти се соочувавме, дали некој не следел на телевизија, дали некој испратил новинар, не испратил, не пренел соодветно, не ни се случило на никој од нас како представници на ВМРО-ДПМН да излеземе и да обвиниме некој медиум, некој новинар лично, да го навредиме, а не да спроведуваме цела една кампања која што трае веќе со месеци против некој медиум. Зашто? Затоа што не размислува исто како нас. И ова е многу штетно. И една од работите кои што сега не ги гледаме, а знам дека ќе се случи, ние ќе добиеме полоша оценка за медиумите кон крајот на годината во извештајот на Европската унија и извештајот на Репортери без граници, но не заради владата. Таму ќе каже политичарите притискаат медиуми или им се закануваат или обвинуваат на медиуми. 20 на медиуми. Затоа што не е мала бројката на новинари, на медиумски работници, на вработени во медиумите, на уредници, па и на портали, ако сакате поединечно. На национална телевизија. Огромна бројка. И се плашам дека ќе донесе негативен ефект, но од исто време мислам дека медиумите не треба да се плашат од состојбава и не треба да се плашат ни од СДСМ. Ова се чекори на очаен губитник, кој што изгуби на 3 последователни изборни циклуси, и тоа му се случи дебакл, можам да кажам од 2021, 2024, 2025, тотален изборен дебакл им се случува. Но тоа не смее да им дава да право вака да се однесуваат. Медиумите треба да останат сплотени, професионални, тоа што го прават досега да го прават и понатаму. Ме радува тоа што сите здруженија на новинари, сите синдикати се унисони со еднаков еден ист став, и покрај внатрешните можеби недоразбирања, несогласувања, членства, кој на кое здружение е член, се покажа една единственост, и така мора да продолжи, да се осуди секогаш кога некој политичар, бизнисмен или било кој ќе се закани или ќе критикува несоодветно
конкретно определен медиум ќе го омаловажува или ќе го дискредитира само затоа што не се согласува со неговите ставови. Имало децетици примери кога јас лично не сум се согласувал со написи на медиуми, па и последниве година и нешто. Во ниеден момент не ми текнало да критикувам јавно, да линчувам, да дискредитирам, а не да зборувам па и за владата тоа некогаш да го направи. Мислам дека ако СДСМ се однесуваше пристојно, ќе го имавме еден од најдобрите периоди за развој на медиумите, затоа што навистина владата е транспарентна, отворена и тогаш кога нешто не е најпријатно да се искоментира, да се одговори на некое прашање, секогаш се одговара. Премиерот држи пресконференции скоро секој ден и изјави за медиуми кои што траат 20-30 минути и ги одговара сите можни прашања. Тоа го прават и министрите следејќи го, и тоа ретко се случува во некоја држава, дури од развиениот свет знаете да се дозволуваат едно-две прашања и тоа е тоа. Сега имаат можност и тоа е позитивно медиумите да прашуваат прашања и да одговараат. Не треба му се дозволи на СДСМ да го сруши овој начин кој што се развива. Она за што ги критикувавме и ќе ги критикуваме и натаму е нешто што според мене е најдоброто нешто што и се случи на Македонија и ќе и се случи во последниве години. Зборуваме за Safe City. Тие беа против, аргументите им ги знам, не им држат вода воопшто, за дуи да не зборуваме, тие најавија поддршка, па потоа ги снема. Но еве зборуваме за проект кој што треба да воведе ред во сообраќајот, една системска грешка, буквално кажано, која што се провлекува 30 години низ Македонија. Ефектите ги видовме и на бројки. Ако некој не верува, нели, ако коза лаже, рок не лаже, вели народот, видете 9, 12, толку повредени, толку починати повеќе во истиот период, ако тоа на некого не му е битно. Зборуваме за еден живот ако е спасен. Така. Тоа е веќе неверојатен успех. За 12 животи, тука веќе нема збор, а системот не е профункциониран, се уште се предупредување. Мислам дека кога ќе дојдат казните, уште толку ќе дигнат рачната и ќе симнат брзината подолу и сето тоа што се случуваше за жал на македонските улички, нели? Веќе нема да се случува, се надевам. Како гледате на овој момент исто така на не сте согласување со вакво нешто, мислам, нелогично, но не ефектите од ваша страна, став за Safe City. Па јас го анализирам овој проект, ме интересира и од аспект на дигитализација, и од како правник. Еве ќе ги прокоментирам дел од критиките ако ми дозволите. Прво, лицемерно е од страна СДСМ да зборува дека ВМРО-ДПМН сега ќе ги злоупотребува податоците, знаејќи дека системот прв пат беше инсталиран негде 2012, 13, 14 година со мал број на камери. СДСМ плати проект повеќе годишен за кој што не ги видовме резултатите, а тие поставуваа камери, следеа податоци, ги гледаат тие податоци и никогаш не дознавме за што ги користеле. И втореден случај кој што се зборуваше долго време за прислушкувањето во обвинителството, никогаш не излезе на површина кој тоа го правел и зошто, а тогаш министер за внатрешни работи беше Оливер Спасовски, не беше сегашниот министер за внатрешни работи. Вториот елемент би сакал да прокоментирам, не го слушам баш во јавност, а тоа е прашањето за нееднаквиот третман на граѓаните. Дискриминација зошто само се воведувале камерите во Куманово, Тетово и Скопје. Ова е небулоза и кога ја зборува човек кој што не е правник, би му простил, но кога некој дипломирал на правен факултет, мора да знае дека дискриминација е кога во една иста ситуација различна личност ја третирате со различен аршин или со различен закон. Во даденава ситуација, кога вие ќе поминете пред определена камера, поставена на автопатот Скопје-Тетово или поставена во центарот на Скопје, како никогаш до сега, камерите најобјективно и автоматски ќе детектираат прекршок и на кола од Струмица, и на автомобил со регистарски таблички од Гевгелија, и на Тетовска, и на Кичевска, и на Скопска кола или регистарска табличка. Нема да се прогледува низ прсти само зашто е некој со некакви таблички да не биде казнет, а некој друг да биде казнет. Така што независно каде се наоѓа камерата, сите кои што ќе направат прекршок пред тие камери ќе ги сносат последиците и ќе платат прекршок, и тоа не е дискриминација. Тоа е спротивното од дискриминација, затоа што го почитува законот во секој еден случај, независно од тоа од каде доаѓа вашиот автомобил. Точно е во почетокот фреквенцијата на возила во Скопје е поголема или бројот на возила со скопски таблички ќе бидат показнувани во првиот период, затоа што тие таму поминуваат. Но тоа не значи како некој дојде од Виница нема да биде казнет ако помине на Партизанска во Скопје со преголема брзина. И мислам дека трчајќи по овие квази аргументи на опозицијата, избегнуваме суштината. Суштината беше во вашето прашање. Како да заштитиме повеќе човечки животи? Ако можеме да заштитиме 10, 12, 13, 15 човечки животи месечно, ние сме завршиле работата. Тука не треба да има дискусија. Точно е во почетокот можеби секој од нас ќе плати повеќе казни.
ќе биде несвесен, па малку ќе се налутиме на системот, зашто морав да платам и сега, па возев само 3, само 5 повеќе од дозволеното. Но со тек на време, со измазнување на недоследностите, неправилностите кои што можеби формално ќе се појават, ние ќе имаме резултати со овој проект. Еве можеби една дилема која што имаме, треба да размислува особено судот за прекршоци, што ќе се случи со постапките кои што ќе завршат во суд. Сега таа бројка не е толку голема, а судот веќе е со огромен број на предмети. Треба да се подготвуваат многу активно дека огромен број на предмети веќе ќе одат кон судот за прекршоци, така што се надам дека на зголемена активност од судовите за овој процес да го завршиме до самиот крај. Нема држава од Европа развиена која што нема ваков систем. И нема држава која што рекла воведовме систем, не ни се допаѓа, сега ќе се вратиме како што било порано, па ако се појави полицаец ќе ве застане, ако не се појави нема да ве застане. Сите држави од развиениот свет го имаат ова и не гледам причина зашто треба да не му веруваме на системот. Така, овој проект буквално каде што целта ги оправдува средствата и она до кое што треба да се стигне. Но еве да завршиме и со нешто позитивно за промена. Не се некев да го коментирам тоа со трите града. Куманово е најголемата македонска општина, Скопје е половина Македонија, да не се лажеме, не е 1/3. Тетово е третиот град по големина, па еве да размислуваат логичен пристапот, а и дефинирањето на пристапот е од Оливер Спасовски. Тоа потекнува од Врховното министерство, од првното раководство на министерството, како било планирано кои градови да бидат први. И нека видат каде има најмногу сообраќајни несреќи со смртни последици како новинар и како министер доволно е што знаете што се случува и нека им биде јасно. Но еве да завршиме со нешто позитивно како што реков. Значи зборуваме за проект за еден национален центар за вештачка интелигенција, го стартувавте вие, се вика Везилка. Па има убаво име како вашата емисија. Тоа значи зошто се вика Везилка, тоа значи дека ќе влечеме низ од македонската култура, обичаи, традиции, јазик, синтакса, граматика и со тоа ќе градиме јазичен модел на македонски јазик. Имаше Блаже Коневски тука влијание секако. Па мислам дека затоа што името потекна од Финки, од професорите на Финки, мислам дека има чувство на одговорност и кон Блаже Коневски, и кон Ману, и кон историјата на Македонија и на Универзитетот Свети Кирил и Методи. И мислам дека од таму извлечено името и навистина прекрасно име, нивен беше предлогот. Наредниот период прво нешто што ќе работиме е тој системски голем јазичен модел на македонски јазик. Еве да разберат гледачите по-пластично, ние немаме идеја да создаваме мали микропроекти со вештачка интелигенција сега, туку да ги изградиме модел кој што ќе им дозволи на приватниот сектор, на јавните установи понатаму да градат модели кои што нив ќе им бидат од полза и од корист. А големиот јазичен модел значи дека ќе дигитализираме оставштината на македонскиот јазик, литература, книжевност, во голем јазичен корпус и оттаму ќе се влечат како низи, ќе се влечат потребните проекти кои што ќе се однесуваат на вештачка интелигенција во јавниот сектор и во приватниот сектор. Голем европски проект, околу 5 милиони евра. Очекувам овие денови да се потпише конечно договорот со Европската унија помеѓу Финки, односно УКИМ и Европската унија и да започнеме со вистинска реализација. Ќе ни биде потребна помош од сите граѓани и од институтите за македонски јазик, книжевност, Ману и така натаму, но и од граѓаните. Имаме идеја да направиме една кампања во која што секој граѓанин кој што пишувал некакви текстови, творби и така натаму ќе може да ги закачи на платформата, а таа од нив ќе учи и ќе генерира одличен еден македонски јазичен модел кој што понатаму ќе го понудиме како отворен модел до сите кои што сакаат да го користат. Значи за промена повторно го следиме времето, текот на време. Мислам дека во овој проект сме малку и пред останатите. Јас кажав и со мобилната апликација, кој што ги дигитализираме личните документи и со овој проект Везилка, ние правиме работи кои што не секој од Европската унија може да ги направи, е подготвен. За Везилка е важно затоа што македонскиот јазик не го зборуваат многу луѓе. Кога имате јазичен модел на англиски е многу лесно. Десетици милиони луѓе го зборуваат јазикот, но за македонски е тешко и ниту еден приватна софтверска компанија, дали било тоа ChatGPT, Grok или некоја друга, нема да седне и да го разработи овој јазичен модел на македонски, онака како што можеме ние како институции и како граѓани да го направиме, затоа се решивме на тој начин и на овој начин правиме малку авангардни чекори во делот на дигитализацијата. Благодарам што бевте мој гост. Благодарам, секогаш ми е задоволство да присуствувам и да дискутираме на Алфа. Ми беше чест. Добар. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.